Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во продолжението на денешната емисија. Добро знаете, до 13 часот се дружиме заедно со вас и ви даваме најразлични практични совети. Овој пат зборуваме за уринарните инфекции, кои што се чест здравствен проблем, непријатна и болна состојба која што повеќе ги засега жените, се појавува повеќе кај нив, се смета и се вели дека речиси секоја петта жена во одреден период од животот се соочува со проблемот на уринарна инфекција. Најмногу циститот, за кој што всушности зборуваме и го одвојуваме времето да зборуваме за симптомите, причините, ризик факторите, лекувањето, како да не дозволиме да се повтори циститот, а и да ги ублажиме симптомите кои знаат да бидат навистина болни и непријатни. На оваа тема разговараме со Филип Ачковски, магистер по фармација, топ едукатор, регионален менаџер на Фарма С. Добар ден, Филип, и добре ни дојдовте. Добро време да Вилјана. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Ќе ми биде задоволство да поразговараме на една здравствена тема и на еден доста фреквентен проблем, па може би да подсетиме на некои работи и да поделиме некој совет. Така. Присутни се веројатно во текот на целата година, ама некако летниот и предстојниот есенски период повеќе не асоцираат дека заради промената на времето, изложеноста на надворешните влијанија, можеби уринарните инфекции се малку позачестени. Дали е тоа така, дали и секојдневието и праксата го покажува тоа? Па да, така е. Од пракса дефинитивно со почетокот на летото доаѓа до зголемување на урогениталните инфекции, особено кај женската популација. Многу често причините се едноставни за оваа работа. Едноставно многу подолг период поминуваме во вода. Долго време седиме со влажни костими за капење, се користат базени, спа центри, тука има бројни патогени кои што можат да го ослабат локалниот имунитет на пред мочниот меур и така да бидат индиректен причинител на започнување на воспаление на мочните патишта. Така, се изложуваме на надворешните влијанија, ама не знаеме и не сме свесни колку ни е јак имунитетот и кога може тој веќе да е ослабнат, ние да не забележиме, па да сме склони кон најразлични други проблеми, вклучително и уринарните инфекции. Така е. Во секој случај модерните трендови говорат за тоа дека основата на најголем дел од овие воспаленија, инфекции и така натака лежи во нашиот добар општ и специфичен и локален имунитет. Не случајно дискутираме на оваа тема, која што е фреквентна во периодот и се надевам дека ќе успееме да опфатиме некои точки кои што би помогнале пред се во насока на превентивно размислување и се разбира во насока на тоа што се вели да не доаѓа до преминување на акутнава инфекција во хроничен проблем, што е многу често кога дискутираме за циститите. Така да. Уринарните инфекции, нивна поделба кратка, може ли да се спомене за да преминеме конкретно и на циститот и поделно да објасниме? Во секој случај генерално зборуваме за инфекции на долниот и горниот уринарен тракт. Рековме циститот ни е главна тема, најмногу заради неговата фреквентност и речиси 90% од сите уринарни инфекции се така наречени цистити или воспаленија на мочниот меур, на бешиката, народски речено. Сега, како се движиме погоре по мочните патишта, имаме воспаление на мочоводите или уретрата, така наречен уретрит. Кај машката популација имаме простата, па и воспаление на простатата, простатити. И се разбира во најсериозна форма дискутираме за воспаленијата на бубрезите или така наречен пиелонефрит. Така да многу е важно и во теков на емисијата се надевам ќе најдеме време да продискутираме за тоа да ги решаваме инфекциите и проблемите темелно и квалитетно додека се во зачеток и по можност додека се во фаза на цистите, затоа што секој нивно искачување нагоре и движење кон бубрезите може да створи само покрупен медицински здравствен проблем и поголем ризик по здравјето на пациентот. Тоа би биле тие евентуални компликации кога не би се третирале соодветно или пак не би се третирале
навреме, Па така? еден од советите кои што се добиваат во ординациите и во аптеките е дека доколку ги игнорираме овие почетни симптоми на цистит и едноставно ги одлежиме без терапија, се зголемува значено ризикот да премине во хронична инфекција, во хроничен цистит како број 1 и како број 2 да дојде до движење на овие бактерии нагоре низ уринарниот тракт со краен ризик од пиелонефрит или воспаление на бубрезите. Така да. Ајде сега, значи, за воспалението. Цистит, какво воспаление, кои се причините и ризик факторите кои што доведуваат до негова појава? Циститите генерално се во 90 на случаи, проценти од случаите предизвикани, тоа се бактериски инфекции, најчесто кои што се предизвикани од Ешерихија коли. Тоа е најчест причинител, не случајно е таа ситуацијата и не случајно се повеќе застапени кај жените. Тоа пред се произлегува од нормалната анатомија и физиологија на женскиот организам. Едноставно премногу се блиску отворите на дигестивниот тракт и урогениталниот тракт, а кај секој човек здрав, нормален, имаме присутна количина на Ешерихија коли во цревата. И таа е нормално таму да се наоѓа, се разбира добре да биде држана под контрола. Меѓутоа уште во текот на раното на детство, во оној процес на учење на правилно хигиенско бришење, најчесто и кај женската, но и кај машката популација, ние ги населуваме овие ешерихии во урогениталниот тракт или на друг начин со некое невнимание. Тоа го правиме и тие стануваат присутни во него. Сега, за да настане воспаление, не е доволно само да има присутни патогени бактерии, тука е важно тие да достигнат соодветна концентрација, односно да се размножат до одредена бројка. Обично дискутираме за вредности од ред на над 100.000 бактерии на милилитар, кои што понатака се прилепуваат на ѕидот на мочниот меур, предизвикуваат воспалителен процес и воспалителна реакција, која што ние нарекуваме цистит. Така да, како што гледаме, тоа е една доста фреквентна ситуација, меѓутоа за да дојде до развој на циститот, ние мора да сме имунокомпромитирани, односно локалниот имунитет на мочниот меур да е опаднат, за да можат овие ешерихии, како што велиме ние, да постигнат таква концентрација и да можат да предизвикаат инфекција. Така, веројатно има бројни причинители, ама Ешерихија коли е еден од има и други бактериски причинители, некои од нив и ние велиме во медицината посериозни во смисла на тоа потешко се лечат. Пред се дискутираме за клепсиела, протеус, ентеробактерии и така натака. Меѓутоа, со оглед на фреквентноста и со оглед на тоа дека се поотпорни и поотпорни стануваат овие колонии на Ешерихија коли спрема голем спектар на антибиотици, тоа станува многу сериозен проблем и токму заради тоа е важно да се третира навремено, соодветно доволно долго и многу повеќе да се размислува на превенцијата од настанувањето и на засилување на нашиот имунитет. Отколку веќе кога ќе се случи, па лекувањето понатаму. А кога станува збор за циститот, опфаќаме возрастна група? Генерално, до колку? Циститот може да се појави уште и од пораната популација, бидејќи спомнавме дека само инфекцијата се појавува уште и порано. Да не зборуваме дека малите деца се и нормално поневнимателни кон своето здравје и тие останувања во мокра средина, преладувања предизвикани од движење по ладен под и слично, нешто што ни е познато уште од Значи да ги слушаме бабите кога велат боси никако по паркетот или која и да е површина, така? Некогаш треба да ги послушаме, бидејќи таа ладна средина или тоа преладување или бањење во ладен базен и така натака е нешто што најпрвен ќе го афектира урогениталниот тракт.
Друга работа е што е важна да се земе во предвид дека има и бројни други причинители, односно ризик фактори кои што може да предизвикаат да дојде до цистити во повозрастните години. Така да не се само децава, да речеме, афектирани, туку тоа започнува некаде над третата година вообичаено овој проблем, а понатака пикот го достигнува кај сексуално активната женска популација пред се од 20 до 50 години, токму заради тоа што незаштитениот сексуален однос е еден од главните ризик фактори за пад на тој имунитет и развој на цистит. Таа близина анатомска предизвикува да бројни сексуално преносливи патогени преминат во мошниот меур, предизвикаат пад на тој имунитет и подигнување на концентрациите на Ешерихија коли на доволно ниво за да дојде до манифестација на клинички симптоми. Во понатамошниот дел од животот, други причини пак може да бидат важни за да дојде до развој на цистит. Да речеме, во зрелата возраст доаѓа до промени и кај мажите и кај жените. Веќе над 50 години добар дел од машката популација има проблеми со бенигна хиперплазија на простата. Тоа меѓу другите ефекти кои што ги има предизвикува поспор проток, ретенција, задржување на урината. Останувањето на урината подолго време во мошниот меур е еден од клучните предуслови за да дојде до развој на инфекција. Заради тоа и ние советуваме да не свесно и намерно да не го одложуваме мокрењето. Така. А тоа секој од нас често пати има подпричина заради која што може да го направи. Нема услови каде тоа да се изврши. Имаме други поважни, велиме, обврски работи. И празнење на бешиката до крај, нели? Тоа е важно, комплетно. Многу важна работа, зашто повторно се враќаме на истото. Заостанува урина и тука е тоа добра подлога за развој на бактерии. Дури велиме ние и со мускулна масажа, ако е потребно, за да бидеме сигурни дека комплетно сме измокрили и повторно мокрење пред спиење навечер, зашто тука има еден цел во нормален сомен процес од 6, 7, 8, не знам, 9, можеби, часа во кои што цело време се кумулира присутната урина. Така да добро е да бидеме измокрени и нормално од сабајле повторно се повторува процесот. Се тоа, да речам, практични мали работи секојдневни на кои што не се обрнува внимание, меѓутоа проблемот делумно лежи и во тој дел од нашето однесување и од нашите навики. Така, ама се многу важни. Знаете, како што стоматолозите велат, треба да знаете како правилно и добро да ги измиете забите, така? Апсолутно. Како точно и правилно да се измијат рацете, не само да ги ставите под млас вода, така? И ова е многу важно, иако можеби вака навидум од страна некој ќе рече, па што има тука совети за одржување на хигиената. Сите знаеме како тоа се прави, нели? Така да тоа се работи кои што се важни. Важно е да се внимава на правилното хигиенско бришење од назад према напред и така натака. Така да тоа се работи на кои што треба да се учат уште малите деца. Така да, како што гледаме, голема популација е опфатена со овој проблем. Понатака во гериатриска возраст помалку подвижни се пациентите. Таа мала подвижност и лежешки пациенти скоро со голема сигурност имаат проблеми со уринарни инфекции, повторно заради долгото стоење на задржување на урината. Ако имаме пропратни проблеми, некои од друг тип, обично повторно во постара популација, дали се тоа некои бубрежни камењи или песок, тие полека се движат низ уринарниот тракт и доаѓаат до мошниот меур. Предизвикуваат физичка иритација на мошниот меур и отвараат врата за населување на бактерии, нивно размножување и предизвикување на симптоми. И на крајот, не помалку важно, некои медицински постапки од тип на катетеризација, цистоскопија, чи внесување на инструменти во урогениталниот тракт, повторно нормално иритација, ризик е
за развој на вакви инфекции, а пред се за развој на цистит. Така да, доста широка е оваа популација како во однос на возраст, така и во однос на пол, иако велиме претежно женска популација, жените, не е и мажите од некои други причини, а не овие, така или во помал дел, како што ги има жените. И на крајот на краиштата возрастна популација, значи од 3 до 77. Така, да. Симптомите се препознатливи. Болни се и непријатни. Оние кои што еднаш веќе имале цистит, пак и некои можеби и се повторили повеќе пати, веќе знаат што да очекуваат и многу е важно тука и значајно да може да се ублажат барем таа болка или непријатност така да биде помала од онаа што првично би се појавила. Како симптоми на што да обрнеме внимание, доколку нешто од ова се појави, треба ли брзо во неколку дена така да побараме и лекарска помош, а да не чекаме да поминува време и да мислиме дека ќе ја издржиме болката и самото ќе си помине од себе. Па генерално циститот трае околу 5-6 дена. Самиве симптоми траат 5-6 дена, де факто се болни и заради тоа оние кои што имаат повторлив проблем ги препознаваат и без да отидат на лекар. Ги препознаваат затоа што обично кога станува збор за цистит, телесна температура повишена нема или малку е покачена, дискутираме до 37,5 степени, значи нема потреба од антипиретици во оваа ситуација. Меѓутоа, болката е силна во долниот дел на стомакот, значи над срамната коска, и ги препознаваат по тоа што имаат значително зголемена потреба за мокрење, почести нагони за мокрење и итност, значи веднаш тоа треба да се направи. Меѓутоа, кога ќе се обидат да мократ, доаѓа до силна болка, печење и а не можат да мократ или измокруваат само неколку капки со голема болка. Во некои и тоа не така ретко има и измокрување на крв во урината. Во таква една ситуација, значи ние сме во парадокс. Имаме потреба да мокриме, имаме ургенција, одма, итно треба тоа да се направи, се обидуваме, имаме болка, не можеме да измокриме количина. Значи, со неможноста да мокриме, ние фактички ја намалуваме можноста да ги одмиеме овие бактерии кои што се вишок, така речам, во урината, и физички да се ослободиме од нив. Така да тоа е, затоа велиме, кога препознаваат пациентите, болно е, обично 2-3 дена болките може да бидат доста големи, па и да бидеме и оневозможени да ги вршиме работните или домашните секојдневни обврски, така да ќе го почувствуваат тоа и други покрај самите ние. И во таа смисла, кој ќе го надополниме ова со фактот дека нетретирањето, ние можеби ќе издржиме неколку дена и после тоа ќе се намалат симптомите. Ќе останеме дома, нема да одиме ни на работа или некаде да се движиме, бидејќи знаеме дека итноста на сето тоа не знаеме каде на кое место ќе се случи. Да, ќе има потреба. Значи во таква една ситуација нетретирање на овој проблем во смисла на тоа дека тој ќе помине сам од себе, само ќе предизвика да дојде до негово повторување, кое што може да се случи обично во период од 45 до 6 месеци после првата епизода, да речам. Значи ние од акутен проблем ќе направиме хроничен проблем, на страна што може да предизвикаме ризик и по останативе погорни органи во уринарниот систем, така да заради тоа се препорачува кога ќе дојде до овакви проблеми да се упатиме на нашиот матичен лекар или гинеколог во ситуација кај жените, кој што во најголем број од случаите, значи зборуваме се за возрастна популација, во најголем број од случаите ќе ординира некој антибиотик, а можеби и дополнителни додатоци во исхраната за да ние ја надминеме оваа состојба. И што е најважно, да искорениме, не само да ги намалиме симптомите, туку и да го искорениме причинителот на циститот. Така да. Пиењето на вода се препорачува буквално за секого, велиме повеќе вода колку повеќе вода пиеме, тоа е добро и за бубрезите, за целиот организам, ама водата така ќе ги тера луѓето така повеќе да имаат потреба од апсолутно и во оваа ситуација се препорачува. Ако е тешко, болно и непријатно,
Треба ли да се пие? Треба, затоа што тоа ни помага да ги измокриме бактериите. Меѓутоа, затоа велам, малце е контрадикторно и тешко ќе се убедиме и самите да пиеме вода во ситуација кога имаме болка. При тоа, кога мокрението ни причинува силна болка. Заради тоа е важно соодветно да се истретира, а пиењето вода да се земе како една превентивна мерка претходно. Значи тоа треба да не биде секојдневен, тоа не е ритуал, туку навика една добра здрава навика да пиеме 2-3 литри вода и комплетно да се измокруваме без задршка. На овој начин тоа е еден од најдобрите начини на превенција воопшто да не настане самиот проблем, при тоа дискутираме се разбира за свежа вода. Така да тоа е една од главните препораки за самава превенција. Покрај тоа може да си помогнеме и со внес на соодветни овошки од тип на брусница, од тип на праски, кајси, јаболки и така натака, кои што во себе содржат материи кои што во себе содржат пред се деманоза, еден природен шеќер, кој што докажано ги намалува концентрациите на Ешерихија коли во мочниот меур по еден класичен механички пат. Едноставно се поврзува со бактериите, се прилепува за нив и ги отстранува, а од друга страна може превентивно да делува, така што тој има афинитет да се прилепи на самиот зид на мочниот меур, па не дозволува новодојдените, да се така изразам, бактерии да се прилепат, веќе им го заземал местото и на тој начин превентивно делуваме во спречување на појава на овие уринарни инфекции. Така, и чајот од брусница, така? Дали како чај или пак брусницата вака и да се јаде, така, без разлика? Така, генерално, значи, тоа веќе луѓето што имат проблем, го знаат и го користат. Уште од мала возраст, од некои 3 години и на малите деца им даваме дали сушени брусници, дали во форма на некој чај или сок. Меѓутоа треба да земеме во предвид, кога дискутираме сега за реален фармаколошки ефект, нема да можеме да го излечиме така само за во превентивна сврха. Ако веќе треба да третираме, значи действото на брусницата се должи на деманозата, како што реков. Меѓутоа, ако треба да третираме, нас ни треба чиста деманоза и ни треба точна концентрација за да може да постигнеме некој ефект. Така да обично дискутираме за дози од околу 2 грама деманоза сама или во комбинации обично со пробиотици за да действуваме и имунитетски. Може би ќе позборуваме во други дел на емисијата и за тоа. Во таква ситуација ние имаме околу 50 пати појак ефект отколку да се напиеме обичен сок од брусница. Меѓутоа нормално во превентивни цели јас секогаш велам користете, исхранувајте се најпрвин здраво и правилно, па ако има проблем кој што е повторлив, тогаш ќе дискутираме за додатоци во храна, а ако има акутен проблем, тогаш се упатуваме на лекар, каде што ќе добиеме соодветна терапија во случајов комбинација од антибиотик со деманоза и пробиотици за да го постигнеме максимален ефект. Максимален ефект подразбира, значи, да го исчистиме организмот и по можност да не дојде до повторување. При тоа, ние сме активни играчи во процесот, не можеме ние комфорно да се однесуваме или да се однесуваме исто како што го излечивме сега моментално. Никогаш нема да се врати. Значи, ние никогаш нема да успееме Ешерихијава да ја ерадицираме 100% и да не се појави. Значи, затоа мора да се држи имунитетот, да се однесуваме соодветно спрема нашето тело, за да не дојде до развој на клинички симптоми и да не мора да бидеме често изложени на антибиотска терапија, која што си има и своји штетни страни. Така, кои што и рековте, нели, веќе и многу антибиотици стануваат отпорни така на Ешерихија коли. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања, па продолжуваме со разговорот, доколку веќе имаме гледачна линија, повелете, добар ден, ве слушаме. Добар ден, да, веќе сте вклучени во програма, повелете со прашањето.
Дали сте се уште на линија? Да, Повелете, ме слушате, така? Да, јас имам еден проблем, баш за тоа што се разговара. Имам проблем во долниот дел на пешиката, имам жарење, го осеќам као жариште со некои тапи болки. Многу пати сум одела на лекар, меѓутоа не ми даваат, ќе ми дадат цитерал, не ми помага ништо. Праве комплетно испитување, ништо не открија, на крај направи докторот цитологија тоа. Да види колку може да ми издржи пешиката течност, да многу малку, јас веќе кажав дека имам болка. И он ми вика, ова е многу мала течност, не е ништо, и толку. И на тоа остана и не ми дадоа никакви лекарства. Дали може да ми кажете кај треба да се обратам за да се открие точно што е, затоа што ова е долго, може 10-15 години, овак. Не се јаки болки, меѓутоа се тапи болки, неубаво се осеќаш. Добро. Совети препорака Филип, така? Може да дадеме. Врз основа доволно ли е ова, така што ни го кажа гледачката? Добро, не е доволно за да може да дискутираме сега за точен, за да може да дефинираме точниот проблем. Меѓутоа може секако да ја упатиме на вистинско место и може да се дадат некои сугестии што би можело да се провери ако до сега не било испитано. Значи генерално во ситуација кога докторот е сигурен дека станува збор за цистит, тој издава антибиотики без да прави уринокултура, значи без да испитаме точно за кој причинител станува збор, заради тоа што болките се големи и сега не се исплати да чекаме 2 дена и да го оставиме пациентот во лоша состојба. Една од премисите на лекувањето е да не чувствува болка најпрвин, па потоа ќе занимаваме со проблемот. Меѓутоа, кога веќе има ситуација со повторлив проблем, повторливиот проблем подразбира дека ние мора да дефинираме кој е причинителот, ако воопшто е бактериски причинител. Значи уринокултура секако мора да се направи ако веќе не била направена. Гинеколошки преглед претпоставувам и сигурен сум дека е извршен. Ако тоа не дало резултати, можеме да се упатиме и на уролог кој што ќе ги провери сите аспекти на овој проблем. Патот е тој: матичен лекар, гинеколог, уролог за оваа проблематика. Во меѓувреме, превентивно, значи, корисно е да се користат во долг рок препарати на деманоза комбинирани со пробиотици, и тоа не кој било пробиотици, туку најдобро Сахаромицес буларди. Сме го дискутирали и претходно, нешто што е корисно во случајов да го станува збор за покачена ешерихија коли, бидејќи тој на страна од неговите корисни ефекти на зголемување на општиот имунитет, има карактеристика да ја намалува концентрацијата на ешерихијата во гастроинтестиналниот тракт. Значи на тој начин ја држи таа концентрација под контрола и нашето само инфектирање го намалува. Не дозволува тој премин да биде преголем во урината. Така да препораките се да се испита до крај проблемот и порака и до другите гледачи, немојте да чекате долго трајно, ова е порака за било кој здравствен проблем. Нешто што трае долго, не во години, туку во месеци, е проблем кој што може да предизвика нешто многу поголемо или можеби се крие позади тоа некој многу поголем проблем. Упатете се побрзо на лекар, не очекувајте дека се ќе помине само од себе. Така, или пак за брзо време. Некогаш и луѓето очекуваат многу побрзо се да се среди, меѓутоа важно е да се почне вистинскиот начин и вистинскиот пат. Не треба да забораваме дека кога антибиотска терапија во прашање има доста опции. Спомна гледачката еден антибиотик кој што се користи. Се користат доста и други антибиотици од тип на пеницилини и цефалоспорини. Меѓутоа по современиве препораки се оди на примена на ова се општи антибиотици со општо дејство. Се оди на уринарни антибиотици кои што се специфични и уроантисептици кои што действуваат на точната позиција на кај што е проблемот и што е најважно, имаат многу помала резистенција кон нив бактериите. Така да, меѓу другото, и изборот на антибиотик е важен за тоа дали ќе има
успех во самата терапија или не. Така, за да не сме и долг период изложени, така и постојано да користиме антибиотици, а да не можеме да го решиме проблемот. Добар ден и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме и вас. Добар ден. Добар ден. Поздрав до доктор и медицинската. Ви благодариме. Имам проблем со години од Ешерија коли. Имам сигурно 6-7 години непрестано по милион активни бактерии на Ешерија коли. Не знам више што не сум пробала секакви антибиотици и нон-стоп на микробиологија ми кажуваат дека се резидентни, дека не делува антибиотикот. Чаеви и од ова аптека, мешавина, не знам што не сум пробала. Се сте пробали, така, а проблемот си го имате уште. Нон-стоп, ова само што ако ги спијам антибиотиците, обично не делуваат, нали, по 5 дена одна ми се мокрење, не можам да мокрам, болки во мокрењето по една капка. Не знам, и идев кај доктор Георгиев, не може да пронајде, и на крај ми рекла ова со инфузија нешто, ама не отидов. И еве еден денеска се мачам со чаеви, со ова, со она, али немам, ако 5 дена, нем 6 дена назад. Така, ајде, совет и препорака, еве, од Филип, ќе слушнете. Значи, еве, еден, нема да кажам убав пример, туку еден пример на хроничен проблем и еден пример кој што го истакнува повторно она што значи голем проблем со резистенција на Ешерихија коли, на голем број на антибиотици. Сега ние не го знаеме и не го гледаме антибиограмот за да дискутираме што конкретно и на кои групи се резистентни. Генерално во ситуацијава последна варијанта и последна опција која што остануваат се карбапенемски антибиотици и фосфомицин, зборуваме за овие инфекции. Доколку резистенцијава е и на нив присутна, тогаш нема многу избор. Меѓутоа, генералната порака е на страна од антибиотската терапија треба да се засили имунитетот колку што може повеќе. На страна од внимавањето, кога што јас верувам апсолутно дека господјата внимава на се друго, дека има хроничен проблем. Значи ние мора да го засилиме значајно нашиот имунитет. Зборуваме за долготрајна употреба 6 месеци и повеќе на препарати со комбинација бета-глукани пробиотици. Можеме да користиме деманоза во подлог период, високи дози на витамин С, високи дози на витамин Д, значи физичко движење и активност многу важна работа за да се воспостави тој еден добар квалитетен метаболизам и уште еднаш да се испитаат дали се исцрпени сите терапевтски можности, затоа што не сум до крај убеден. Спомна дека болничко лекување и препорачливи и така натака, тоа секако треба да се направи. Карбапенемите генерално во болница и се ординираат, затоа што проблемот треба да се реши. Така, не сме и не треба да се остави толку долго траел, па уште долго до пола испитувањава и лекувањата. Треба да се заврши, така треба да биде 1 месец, ќе биде 1 месец, бидејќи гледате дека проблемот останува. Така. Инфекциите во текот на бременоста, веќе сме при крај на емисијата, ама можеме барем збор 2 и за тоа да кажеме. Е важно и значајно да го знаат трудниците? Па мислам дека многу важна тема начнуваме и штета што сме на крајот на емисијата. Меѓутоа, оно што генерално сега веќе е правило дека кај трудниците се прави уринокултура уште во стартот на бременоста, заради тоа што присуство на зголемени концентрации на Ешерихија коли, па и на други причинители се сериозен ризик по здравјето на плодот. И во ваква ситуација ризиците се или од тип на предвремено спонтан абортус, предвремено породување, или од тип на породување на деца со помала телесна тежина, пукање на плодови обвивки. Има големи ризици заради што се препорачува да се третира
иако велиме внимателни сме кај во бременоста, трудниците, така, да, што да правиме, што да преземеме, што да меѓутоа во ваква ситуација се третира обавезно и не само што се третира, туку и понатака се под контрола тие кои што има проблем, за да се види да не дојде до рецидив и до повторување. Има неколку антибиотици што може да се користат во текот на целата бременост, нема голем избор, ама има неколку антибиотици и гинекологот соодветно ќе ординира зависно од причинителот. Така, да. Генерално препораките кои што во текот на целата емисија нели ги подспомнуваме и ги кажуваме, што е она што можеме превентивно да направиме за да не дојде до уринарните инфекции, конкретно и до циститот, и што е она што доколку веќе се случи, така да преземеме. Може ли еве неколку збора само еве како порака до нашите гледачи за самиот крај? Да сумираме, значи превентивно важно е да пазиме од преладување, да не се изложуваме на премногу влажна и премногу ладна средина, тоа е прво. Второ, значи да се внесува континуирано поголема количина на вода и овошје, да не биде редовен ритуал во секојдневието. Особено е важно, значи, да не го одложуваме мокрењето и комплетно да се измокруваме. Да користиме генерално, да практикуваме заштитен сексуален однос и на крајот на краиштата, доколку во одредени периоди, ако знаеме дека има ризик по нас, да действуваме превентивно кон нашиот имунитет, да го засилуваме имунитетот со бета-глукани, пробиотици, витамин С, цинк и така натака, да користиме природни производи од тип на брусница, деманоза, за да превенираме. И на крајот на краиштата, доколку се појават симптомите што ги препознаеме, да не ги игнорираме и да чекаме да поминат заради ризикот од преминување во хронична фаза, туку да се упатиме на лекар и да испочитуваме до крај значи терапијата која што ни е дадена. Така, да. Филип, ви благодарам за гостувањето денеска. Ми беше задоволство. Да. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас со програмата на Канал 5 телевизија. Имајте убав и пријатен ден.